Кампањата се наближува кон средината од своето траење и денеска партиите и кандидатите се активни во презентација на своите проекти, програми и визии како го замислуваат Скопје и скопските општини. Прва скопска телевизија и денес ги следи активностите на кандидатите, а во делот каде што објавуваме интервјуа со кандидатите, денес ке може да го проследите разговорот со Бети Стаменковска-Трајковска, кандидат за градоначалник на општина Кисела Вода од ВМРО ДПМН. Од ДИК пак денеска потсетија дека остануваат уште 3 дена за пријавување на болните и немоќни лица за гласање на локалните избори, а до 14 октомври пак истекува рокот за пријавување на лицата кои сакаат да гласаат на изборите, а кои издржуваат мерка куќен притвор. Со Конгресниот центар, Скопје може да биде домаќин на големи меѓународни конференции, научни и професионални собири и културни настани. Тоа значи дека Скопје нема да губи настани и нови инвестиции. Паралелно со тоа, со проектот за нов скопски саем, Газибаба добива нова стратешка позиција како регионален центар за бизнис, иновации и туризам. Саемот ќе има модуларни хали, конференциски сали, културни и комерцијални содржини, простор за мали и средни предпријатија, за домашна индустрија и за креативни сектори. Затоа сакам да најавам дека во план е изградба на нов мегапарк долж булеварот Христијан Тодоровски Карпаш. Овој простор кој со години беше запуштен ќе се претвори во уреден, функционален и модерен јавен парк со зелени површини, детски игралишта, фитнес зони и пешачки патеки. Со тоа Бутел конечно ќе добие своја современа рекреативна зона, место за одмор и дружење за сите генерации. И на крај, меѓу најзначајните и долгорочни проекти се издвојува рекултивација на реката Серава и воспоставување на зелени коридори по незината должина. Прво треба да се набават нови автобуси, кои ќе бидат достоинствени за нашите граѓани, затоа што овие автобуси моментално се небезбедни и опасни. Ќе се потсетите минатото лето дека имавме ситуации каде што автобуси се палеа, завршуваа на жарденјери и едноставно го загрозуваа обичниот скопјанец во неговото секојдневие. После набавката на нови автобуси сметаме дека треба линиите по кои сообраќаат овие автобуси да се сменат, затоа што овие линии во овој момент се анахрони. Тие се неколку децении стари и се неефикасни, долги и не го обслужуваат градот на вистински начин. Затоа ние сметаме дека треба да се воведат циркуларни автобуски линии, а не по оската исток-запад како што е моментално. Во новиот мандат продолжуваме со модернизација на 30 улици и пијацети. Еден од клучните проекти е целосна реконструкција на улицата Ленинова, на потегот од булеварот Партизански одреди до паркот на Франкофонија. Со овој проект ги обновуваме тротоарите. Центар добива нова велосипедска патека и се садуваме зеленило долж целата улица. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на просторот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Нова урбана опрема, ново осветлување и уредени пешачки патеки. Преку апликацијата Моја општина, секој граѓанин ќе има можност директно да пријави проблем, да постави прашање или да добие одговор во најкус можен рок. Дополнително, во апликацијата ќе бидат сите информации кои се потребни за нормално и брзо функционирање. Важни информации за центарци во реално време, документација и многу други бенефити. Со воведување на отворен буџет, граѓаните ќе имаат целосен увид каде оди секој денар од општинските средства. Ќе обезбедиме јавна достапност на сите информации со редовно објавување на трошоци, тендери и реализирани проекти. Реконструиравме голем број клучни сообраќајници. Киро Димушков, Хоши Мин, Симче Настевски, Натанел Кучевишки, Скоевска, Бутелска, Радишанска, улица Петовенова, главната улица на Љуботенски пат. Вашите потреби се мој врвен приоритет. Реконструиравме улици во секое населено место. Ќе продолжиме уште посилно. Во следниот мандат ќе започнеме со изградба на современа претоварна станица за шут и кабаст отпад. Со тоа Газибаба ќе стане чиста, уредена и модерна општина. Изградиме нов мост кој ќе ги поврзе Газибаба и аеродром, овозможувајќи побрзо и подобно движење на сите граѓани.
За прв пат ќе имаме собствен стационар за животни скитници, а со ново сообраќајно решение ќе ги поврземе хиподром и Инџиково директно со автопат. Ќе изградиме 3-катни гаражи во автокоманда, со што конечно ќе го решиме хаосот со паркирањето во населбата. Нашата визија е јасна. Чаир ќе стане модерна, уредена и функционална општина, место каде секојдневниот живот на граѓаните е олеснет, а не отежнат. Затоа во следните 4 години нашиот фокус ќе биде ставен на капитални проекти кои носат ред, безбедност и европски стандарди. Нема повеќе импровизации, туку системски решенија. Прв приоритет го решаваме прашањето со паркирањето. Ќе ја правиме најголемата инвестиција во паркинг простори во историјата на Чаир. Субвенции за престој во домови на стари лица. Чаир ќе биде првата општина во Северна Македонија која ќе поддржи достоинствен престој на пензионерите, што имаат потреба од тоа без товар за семејството. Организирани екскурзии и излети. Како што кажав, социализацијата е важна и затоа ќе организираме еднодневни патувања и културни посети за дружина. Реновирање и создавање на нови пензионерски клубови. Ветувам реновирање на сите клубови, кои што ќе добијат нов изглед, опрема, буџет за настани, филмови, курсеви и дружини, но и отварање нови во нашите мала и населби. Гледавме како во овие 4 години ветуваа многу, а направија малку. Гледавме како улиците остануваа недовршени, младите заминуваа, а Чучер Сандево тони. Но најважно, изгубена е довербата. Сега јас ви го давам зборот да почнеме одново, со честна работа, со посветеност и со вистинска грижа за секое семејство во Чучер Сандево,